Добар ден повторно со мене, драги гледачи, во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Што ќе зборуваме денеска? Како што кажуваме неколку пати, неколку наврати, дека модата не признава години и не признава граници. Буквално се е модерно и секој на секоја возраст треба да знае како да ги искомбинира вистинските работи на вистински начин. Да погледнеме една од светските модни икони која се вика Ирис Апфел. Повеќе од 70 на години, високо почитувана е во модниот свет, присутна е на сите модни реви, сите модни уредници, на апсолутно сите светски списанија ја обожуваат. Обседната е со мода, како што кажува самата, поготово со деталите. Екстравагантна е по природа, многу интересна. Целиот нејзин стан е буквално опремен во едно модно, така наречено, шоу. Имате и документарец да погледнете за нејзе. Изгледа одлично, има собствен стил, автентична е самата на себе си, секогаш ги има на очарите и Карминот меѓутоа ги менува аксесуарите, деталите и носи многу интересни парчиња на облека. Тоа ви е Ирис Апфел. Така е. Погледнете, буквално е онака супер звезда во било која смисла. Како што, пошто зборуваме темата ни е повозрастните и модата, можеме да видиме и последната кампања на Гучи, дека беше исто со една повозрастна господја, која што е одлично стилизирана во таа кимоно варијанта, со екстравагантен мејкап, со супер фризура. Апсолутно фантастично и прекрасно. Значи, буквално модата не признава граници. Тоа е во светот. Во светот вака изгледаат супермодерни господи кои се над својата 50-та, 60-та, дури и 70-та година. Сега. Малку ми е тешко на душа да ви кажам искрено. Како кај нас една господја која што јас не знаев дека е таков хит во секоја смисла на зборот, па да не зборувам многу, да не должам, да ви ја представам. Имам многу фотографии од нејзе. Не знам што да ви кажам. Веројатно слушнала тука дека е модерно да се има плав мејкап. Секогаш има ваква фризура и секогаш има таква некоја шминка и нон-стоп е насмејана. Тука сакав да биде црвено, нели, у тренд, да биде Исидора Биелица со шеширот и со ружите, премногу детали, премногу шминка. Косата не француска пудлица, него изгледа како оние шекерни волни, запалени и спржени на петарди. Леле, мајко мила. Леле, мајко мила, не ми е добра, денеска имам и нова играчка со ова, не. Веројатно од пета ќе изабранат. Многу носи крзно. Не знаеме што е крзно, не знаеме што е коса. Јас едноставно не можам да сум денеска сериозен, никој не Леле. Дали јас добро гледам, фала му на Бога, на оптика Цајс, на Марија, што можам да променам диоптер. Златнава чизмичка пршти. Зошто е напикана у трева седната? Зошто? Какви се овие пози, драги гледачи? Какви се овие пози? Дали секој ден зборувам за квази старлети, за сакам да бидам манекенка, сакам да бидам пејачка, сакам да бидам крлеуша. Веројатно и госпогите во повозрастни години ја имаат истата желба за жал. Леле. Че да промовам? Изгледа како да паднала, како да скршила нешто и остана у тревата. Битно косата натапирана.
Ау, фатила дечко, а у леопард облечена. Леле, драги гледачи, ке ми пукне душата. Страшно, страшно, страшно. Одиме со следни. Ама оди на шопинг во Лондон. Како вика, имаше една песна од Лепа Брена, Дама из Лондона. Мада тоа, врати претходната слика. Тука и не е толку лоша комбинацијата. Во споредба на другите слики, најголемата катастрофа овде е косата. Тука е пристојно некако. Дали е она облечена во цветна хаљина напикана у жбуње? Господјо, ќе ви искочи некој лилјак од тамо, ќе ви искочи некоја жане кој што ми седеше мене на врат, ќе ве ја упае, ќе ви ја косата, ќе ви се... Леле. Леле пак на земја меѓу сончоглед и сончоглед у глава. Дај да вртиме, кај да вртиме? Да вртиме на Мерлин Монро, што ќе каже за ова? Радо би ја посоветувал, меѓутоа сакам да ги погледнеме фотографиите за да евентуално извлечеме некаков заклучок. Каков заклучок да извлечам? Каков заклучок да извлечам? Кучиња на позади се збунети. Али битно внимавала, во овој случај немаме све ставено на нејзе, и кристали, и animal print, и сите бои, цвеќе и све. Значи, овој пат одела на бела варијанта. Го разбила малку со тој каиш диско кугла и со таа торба, али гледајте ги луѓето од позади. Гледајте на нивната реакција што е у суштина бесцената. Леле, па она ужбуње. Пак она ужбуње, драги гледачи. Па не може, стварно ќе ми пукне душата, па да променам диоптер. Многу сака да си ги ислика сите модни комбинации. Јас одвоив повеќе фотографии, меѓутоа во секако модна комбинација што она така си ја крстува, сака да се слика и стоечки и седечки од секој агол да си го представи својата креација. Само едно ќе кажам. Има огромна желба да биде модерна и таква каква што е, некако е автентична сама на себе, а тоа е све така како што изгледа. И предлагам прво да среди косата и да не користи толку елементи и колор, и animal print, и разни бои на чизми, и круна на глава, и цвеќе, и тртка, и бемка, и пајак, и кристал, и трепки, и кармин, и плава сенка, и ногти. Све става она на себе. Па тука и пристојно. Еве, тука во Лондон кога оди, така по Дама из Лондона. Ете. Еве, со кесите се одмара на улица, била во шопинг. Па тие алишта да се натрупаат, да се наоблече тоа све, кој знае колку кеси трга со нејзе. Може да има и асистентки. Леле, еве со букет. Леле, еве со букет. Страшно. Ау! Дај да вртиме на Анџелина Џоли за жутиве хулахопки, златниве чизми и ова зеленова. Мора да се запали све тоа. Леле. Моите зборови ви се сувишни, така да сами гледате за што станува збор. Имаме и штикло, и чорапчиња, и хеланки со чипка, и сукња, и ова, и шешир, и коса. Има све. И пластична столица, повторно шликана у жбуње.
Леле, драги гледачи. Дај да вртиме на Мадона, што ќе каже за ова? Не е добро. Па не е добро. Нормално, дека и мене не ми е добро. Мислам дека од таков лом што направив, дека све се лизга под мене, си го расипав и телефонот да го тргнем на страна. Ле. Ми падна јајцето доле. Имам уште едно, извинете. Последно. Ми се лизна. Бо нема све у шок. Дали овде оди да цепи дрва, али е битно стилизирана. Прво ја имаме трга, така, фенси, па после со дрвата спремни за огрев. Леле. Последно во каде ќе отиде. Ама ја имам фенси јајца. Ау, анима мунди, алармантно. Готово да биде, јас морам да променам наочари, ова не се поднесува. Морав. Драги гледачи, се што во нашата чудесна земја Македонија сосем мене во истата таа држава. Морав да си дојдам на себе, ми дојде премногу и од Жане, ми дојде премногу и од госпоѓата облечена во све. Јас ке ви се одјевам во денешното студио мода, ако ова личеше на мода, колку што сум јас сув, толку и ова беше мода. Се гледаме утре во уште едно издание на истата тема. Поздрав од мене, имајте убав остаток од денот.